Неопходен е надзор од родител или старател. Добре дојде, Мартин. Ке беше подобро да те најдев добро. Затоа ќе треба да почекаш неколку дена. Подготвувам акција која долго ќе се памети. И вчерашната акција требаше да биде таква. Но загубата која имаше Лион с ношти е поголема од секогаш. Еве, ова се парите кои ги нудите како доказ. Она што се обидувате да го докажете е неосновано. Ова не е можно. Сите вистини наскоро ќе излезат на виделина. Сакам една од снимките и за мене. Во ред, обвинителке. Не сакам ни влакно да и фали на Сафие. Како ќе кажеш ти? Само полат да излезе на виделина. Сега ќе се сретнам со Џахид. Ќе направи се за Сафие да биде безбедна. Дури и да му се спротистави на Полат Алемдар. Ова може да биде полесно од што мислиш. Што сакаш да кажеш? Џахид работи за Полат Алемдар. Тој е агент меѓу темпларите. Ова не е вистина. Зошто Волку се изненади? Тој секако беше човек на Полат. Не се изненадив. Како и да е. Треба да излезам.
Соберете се. Мискет. Носам радосна вест за тебе. Каква вест? Веќе нема да работиме за никого. Ја раскинав врската со Балтазар. Веќе го нема Балтазар. Нема да работиме веќе со дрога. Како тоа? Зарем не сакавте да работиме за себе? Од сега секој ќе работи за себе. Не работиме за ничија сметка. Вечерва излегуваме на работа. Со мене ли си? Што ќе правиме? Ќе му го срушиме местото на собственикот, кој има отворено свое место со парите од дрога. Со мене сте или не сте? Со тебе. Вие? Со тебе сме. Сите ли се тука? Тука се само мажите. Жените ги продаваме уште пред да стигнат овде. Сите ли се од Сирија? Овој пат сите се од Сирија. Мислиш дека овде ќе најдеме луѓе за нас? А зашто дојдовме пак? За да видиме повеќе мина. Па затоа, сите ќе бидат убиени каде што ќе одиме. Па не ќе мораме да ги храниме за џабе. Да не направат некоја глупост, аматери се. И заборавили како беше, во каква состојба беше кога те најдов тебе, а? Ајде, отвори да видам. Погледнете ме сите. Дали некој од вас не познава мене? Јас сум командант Цагир. Барам луѓе кои не се плашат од оружје, кои ќе работат за мене. Луѓе што сакаат да заработат многу пари, тоа. Тие што сакаат да бидат со мене, нека поминат нова страна. Затворете ги. Мартин?
Джахид, мораш да ме послушаш. Каде е Сафие? Смири се, Джахид. Ќе ти раскажам. Реков каде е Сафие? Не киднапира. Кој? Тимот на лионите. Со нив имаат една Жулиет. Каде се наоѓаат? Кажи ми веднаш. Не можам. Те молам, дозволи ми да ти објаснам. Некој по име Брендон го сака Полат. Ќе ја убијал Сафие доколку не дошол Полат. Само ако го најдам тој никаквец. Овој пат ќе го убијам на вистина. Не. Ти немој да правиш ништо. Ќе те убијат и тебе. Ти само кажи ми каде се наоѓаат. Не можам да ти кажам, Джахид. Однеси ме кај Полат. Смеам да разговарам само со него. Кој ти кажал дека можам да те однесам кај Полат? Тие ми кажа. Кажи ми каде се наоѓаат тие. Не. Животот на Сафија е во ризик. Морам да признам дека ми се допадна планот на Мартин. Се надевам дека Джахид ќе ни помогне да го најдеме Полат. А што ако Джахид дојде сам? Тогаш и тој ќе биде наш гостин. Како во тој случај ќе го најдеме Полат? Мартин е близок со нивното семејство. Ако каже на некого од семејството дека Джахид и Сафија се кај нас, Полат веднаш ќе дознае. Тогаш нема да мора да го бараме ние. Тој ќе не најде нас. Се уште немаме информација од гласникот на полицијата? Се уште ли трае криминалната истрага? Се беше во ред кога последен пат разговарав со нив. Молам. Што се случи? Тврдењата дека Полат Алемдар дал парична помош за терористичката група Шедит биле неосновани. Јавноста беше потресена после апсењето на еден од шедитските команданти, кој беше фатен со камион товарен со пари, за кои се тврдеше дека биле испратени од Полат Алемдар за терористите. Обвинителите тврдат дека е потребно да се состави комисија која ќе одлучува за точноста на останатите докази. Откако денеска при криминалната истрага се докажа дека парите за кои станува збор биле лажни, ќе се води истрага и за паралелната врска во полицијата поради сомнеж во вработените. Тврдењата дека Полат Алемдар дал парична помош за терористичката група Шедит биле неосновани. Јавноста беше потресена после апсењето на еден од шедитските команданти, кој беше фатен со камион товарен со пари, за кои се тврдеше дека биле испратени од Полат Алемдар за терористите. Обвинителите тврдат дека е потребно да се состави комисија која ќе одлучува за точноста на останатите докази. Како денеска при криминалната истрага се докаже дека парите за кои станува збор биле лажни. Мораш да ми кажеш каде се наоѓа Сафија. Трошиме многу време. Не можам да го сторам ова, Джахид. Можеш да си одиш. Дали ќе одиш во амбасада или кај пријатели не ми е важно. Со никој не контактирај. Што ќе правиш ти? Знаеш што имам на ум. Тоа е многу опасно, биди внимателен.
Сафие, каде е? Зборувај. Ерхане, доби вест која морам да ти ја пренесам на тебе. Кажи, Зулфиќе Рега. Имаш еден трговец на оружје од порано, ги поминал сите граници и пак е тука кај нас, синко, треба да знаеш. Знаеш ли зошто е дојден? Да немал работа, не ќе ризикуваше да доаѓа во Турција. Да не донели оружје? Не. Тој не внесува оружје ако не е сигурна работата. Но мене ме загрижува, кој би купил толкава количина на оружје во Турција? Тој не работи на мало. Лисицата да не стои за оваа работа? Може би сака да купи оружје со златото кој го украде. Можно е. Значи, златото се подготвува да замине од Турција. Но ние не дознавме повторно. Во ред, Зулфиќе Рега. Биди жив. Да не има некоја вест? Не е важно. Приватна работа, приватна. Дали веруваш во божества? Не верувам во Господ. Да видиме што ќе рече Бог на ова. Бог вели, обиди се повторно. Бог вели, Господине, починал Самуел во Нуну. не ми го прекинувај зборот. Имате среќа. Да сум на ваше место, ќе посакав да умрам денеска. Остави ги овие. Нека му се заблагодарат на Полат Алемдар за Самуел. Што се случи, Ерхан? Бате се јави невзат. Ги оставила лисицата? Ги остал невзат и Пурмус. Останатите? Ги убил, бате. Ги стрелал во чело, бате. За се сум крив јас, бате. Умреа поради мене. Умреа поради мене. Кои се бе овие? Не знам, бате. Да видам што сакаат. Горат. Бате, не може да се паркирате овде. Никој не може да ме сопре.
Застани! Чекајте! Спуштете го оружјето! Бргу, оставете го оружјето. Соберете го. Земете го оружјето. Браво! Од сега, господине, ќе го делиме целиот твој профит. Не. Од сега не ќе продаваш дрога. И ние од сега не продаваме дрога. Ниту пак работиме со продавачи на дрога. Нели е така? Со Рамстор клуб картичката цените магично паѓаат. Купете производи Нивеа во износ повисок од 600 денари и добите 150 поени. Производи Лореал или Гарние во износ повисок од 500 денари и добите 150 поени на вашата Рамстор картичка. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Карамела, лишник, нугат крем и чоколада. Со тофифи се спојува. Има толку многу забава во тофифи. Господ Јатич, дојде докторот. Ги плати сметките? На 1-3-700, на 1-3-700, на 1-3-700, побарај. Ти требаат пари? Од сега ти го и во твојот град. Скопје, Тифани, Лептокарија, Ѓорче, Аеродром.
Прилеп, Охрид, Тетово, Битола, Куманово, Велес, Штип. Tigo.mk. Земи кеш на рака. Се додека имате секрет, кашлицата може да живее и преку ден и преку ноќ, без паузи и викенди. За да се ослободите од секретот и кашлицата, земете АЦЦ, само една таблета на ден. АЦЦ действува директно на секретот, го разградува и го отстранува од дишните патишта. АЦЦ, брзо опоравување од кашлицата. Ave Caesar! Our territories send you their valuable gifts. Bake rolls with a taste of crispy bacon from Germania, tasty cheese and spinach from Sardinia, fine salt from the Mediterranean. Pizza? Pizza. And you, Brutus? Дали знаете колку дрвја и шуми месечно се уништуваат во процесот на правење хартија? Истата хартија која потоа станува вашата месечна сметка. Заштитете ја животната средина. Размислувајте паметно. Станете корисник на Неотел, активирајте електронска сметка и добите 30% попуст во првите 6 месеци на кој било од пакетите на Неотел. Толку едноставно. Неотел. Можете само да добиете маслиново масло со врвен квалитет од Оливери. Есенцијата на мајката природа. Убавината на природата преточена во шише. Бидете убави, бидете зелени. Skin Delight. Дојде порано отколку што очекував. Излезете. Фрли го оружјето, Џахид. Ке го оставам. Да знаеш дека ќе зажалиш за ова. Кога ќе стигне пицата? Сигурно е на пат. Биди трпелива. Ајде, помини.
Ја донесов нарачката. Добро, помини бате, ајде. Стигна! Не трчај. Добре дојде. Стигна пицата. Добре дојде. Добре ве најдов. Дај. Тато. Бакшишот. Ајде, веднаш да влеземе внатре, не чека баба. Вие влезете, јас доаѓам. Ајде. Јас ќе проверам. Поред провери. Што стори ти? Што сум направил? Зашто не му извади кацигата на доставувачот? И ми ја вадиме секој пат истото. Тоа ни е работа бе, што да правиме? Во ред, ќе проверам на излегување. Извади ја кацигата. Што се случи, бато? Ворете, бате, може да поминеш. Синко! Мајко! Синко мој! Мајко моја! Сине мој! Ела, дојди тука. Како си, мајко? Добро сум, чедо. Ти? Фала му на Бога, мајко, добро. Што се случува? Ништо. Дошол доставувач, не е зел кацигата, такви работи. И контролирале, немало ништо. Тај Алемдар се е под контрола. Види, тато, јас го сплетав шалот. Навистина ли ти го сплете? Да, мајка Назиф ја научи. Машала, многу ме изненади. Колку вредна била керка ми. Муа. О, мајко, и ова било многу убаво. Ова ќе биде мое, да си знаете. Секако дека е за тебе, синко. Нека ми дозволи Господ да го доплетам. Мораш да ми го доплетеш, мајко. Како ќе го носам ваков? Нема да можеш да издржиш повеќе, Джахид. Кажи ни како да стигнеме до полат и ова ќе заврши. Не грижи се. Тој ќе стигне до тебе. Ја имавме затворено сметката со тебе, Джахид. Требаше да дојде полат, а не ти. Сега што? Не можам да чекам подолго. Ке најдеме друг пат да стигнеме до полат. Убите ја ако не прозбори. Сакаш да кажеш нешто? Не мачете го повеќе. Јас ќе ви кажам каде е брат ми. Мајко, зошто си се мачела? Ке јадевме пица. Каква мака, сине мој. Зарем не знам дека ти не сакаш пица? А јас пак не сум болна, здрава сум. Каде е Сафие? Да ја видев и неа. Не знам. Ке стигне кај да е. Ке се сретнуваше со Мартин.
да ја исклучам плочата од чајникот. Да земам вилушка. Да ти подадам пита? Може. Ако Пола Талемдар сака сестра му да преживее, нека се предаде. И што Полат? Понудата се уште важи. Доколку ја прифатиш, твоето семејство ќе биде безбедно. Сакер. Алтекин е во куќата. Побарај го веднаш. Молам. Алтекин, Сагер е таму. Ја опколиле куќата. Го видов. Колку мина сте таму? Во куќата сум само јас. Надвор има само двајца. Веднаш ти испреќам екипа. Во ред. Мајка Назифе нека биде на сигурно. Пазете се и вие. Договорено, Ајнура. Што се случува, сине? Имаме итен случај. Ќе ве однесам долу за да бидете на сигурно. Во името на Бога. Ајде. Во името на Бога. Молам. Што? Кој има таму? Во ред. И ние веднаш доаѓаме. Што е, Акив? Сагер ја опколил куќата на мајка Назиф. Побрзај, треба да стигнеме на време. Здраво, Пола Талемдар. Да не си се доближил до куќата. Дослиш за да ми го кажеш ова. Собере си ги луѓето и долечи се оттаму. Ке си го истрошиш животот служејќи за други. Јас не сум ничиј слуга. Твојот собственик не го вели истото. Не ми е важно кој што вели. Сагир, за сега ова е доволно. Ти мене не ме познаваш, Брентон. Јас знам кога е доволно. Очекувај вести од мене. За мене нема добри вести од местото каде што се наоѓа Пола Талемдар. Јас не чекам ништо.
Тебе те повикува. Оставиле заседа кај куќата на мајка ми. Јас одам. Која е наредбата за нас? Овде да не остане никој жив. Запалете го бродот. Никој да не остане жив. Напад! Засолни се! Го погодија командантот. Во ред, оставете го на мене. Побрзете. Мора да го спасиме. Штитете ме! Во ред, доволно е. Во ред, со помин нека. Ви благодарам. Како тоа доволно е? Не требаше ни да доаѓаме во болница Сафија. Не ти е добро, Джахид. Не ми е ништо, добро сум. Како тоа не ти е ништо? Требаше да ти направат и томографија. Не претерувај, Сафија, мене ми е добро. Не грижи се за ништо. Имате телефонски повик? Почекајте, јас ке одговорам. Ви благодарам. Молам. Ќе треба да останеш овде некој време, мајко. Доволно ли е? Ти не грижи се за мене, синко. О, Господи, ти помогни им на деца. Колеги, бидете предпазливи, ќе не нападнат. Нели имаше полицајци околу куќава?
Само овие двајца ли се? Ова се луѓето на полат. Сигурно останатите ги следил Брендон за да работиме на мира. Што е, Сагир? Не ми испрати знак. Да ја детонирам бомбата? Види вамо, нема потреба од тоа. Целото ваше внимание посветете го вамо. Јас тогаш ќе одам по бомбата. Може би ќе ни затреба. Поред, ајде. Јас ќе експлодирам како бомба во куќата. Нема ли да чекаме знак од Брендон? Не. Ова е меѓу мене и Полат. Сите ќе дознаат кој сум јас. Ајде. 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 Мола, Макив. Алптекин, како е мајка Назифа? Добро, ја однесо во безбедната соба најдолу. Ние сме горе. И ти влези кај неа, не оставај ја сама. Не ризикувајте, молам. Биди со мајка Назифа. Во ред. Шетај. Лекни. Погрижете се за надвор, јас ќе влезам од позади. Каде се домакините од куќата? Не се овде. Да видиме дали ме лажеш. Остави го него. Ти имаш работа со мене. Значи, за тебе вреди многу, а? Ти ме сакаш мене. Остави го, нека замина. Браво, Акив. Ме трогна твоето жртвување. Добро. Многу добро. Стој! Стој! Дојди овде. Помени, помени. Пуштете го оружјето. Шетај. Тргнете се навам. Продолжи со мене.
Побрзај, побрзај. Оди полека. Стигнав. Семни го оружјето. Акиф, следете го возилото. Зарем нема ништо да ми направиш? Ова е за почеток. Синко. Мајче. Добра ли си? Јас сум добро, сине. Каде се Елиф и Лейла? Тие излегоа, сине. Рекоа дека ќе одат во кино. Молам, Полат. Каде сте, Лейла? Бевме на шопинг со Елиф. Сега одиме во кино. Вратете се дома, веднаш. Полат? Ке разговараме штом стигнете. Мамо, ти почекаме овде уште некое време. Во ред, синко. Во ред. Како е Аптекин? На операција ебате. Не знаеме каква е состојбата. Со Хусну разговаравме. Ке го задржале во здравствената единица, во КГТ. Не е во болница, така да знаеш. Во ред, Акиф. Команданте. Што се случи, Јасин? Команданте, откако вие сте заминале на бродот, ги нападнале Тимур и екипата. За жал, изгубивме тројца од екипата. Во судирот е ранет и Тимур. И Тимур однесете го во новата здравствена единица. Во ред, команданте. Бато? Сафие. Мајка Назифе? Добра е таа, не грижи се. Долу е. Симни се, провери ако сакаш. Фала му на Бога, добра сте и двајцата. Брендон, што бараше од тебе, бато? Ми го пренесе предлогот на Ра. Беше сличен на тој од Амон исто така. Одговорот го доби Брендон, бидејќи Ра не беше присутен. Починал ли, бато? Тимур паднал во стапица. Дознај дали Брендон е жив, Джахит. Борете, бато. Тие ли ги тргнале полицајците од пред куќата? Да. Тоа го направиле за да им отворат пат на терористите. Но ова не значи дека нашиот случај е затворен. Повторно ќе сакаат да не смешаат со полицијата. Треба да бидеме внимателни се додека не ги приведат. Кажавте дека Лейла ќе превземе мерки во врска со случајот. Има ли нешто? Ќе разговарам вечерва. Не грижи се. Сигурен сум дека Лейла ќе добие резултати, а ние ќе го искористиме вистинскиот терорист за да ја забрзаме постапката. А Сагир? Што планираш со него, бате? Планирам да му ја одделам главата од телото, Акиф. Ќе ми плати за тоа што им стори на моите родители. Но пред тоа ќе ги признае делата кои ги има сторено тој. А ние ќе се спасиме од лажните обвинувања кои ни ги наметна.
Мајко, Не грижи се, синко. Фала му на Бога, сите сме добро. фала му на Бога, но јас многу ве загрижив, ве изморив. Поради мене, Не вели така, синко, ти не си виновен. Така било пишано од Бога. Како и да, јас сонувам за денот да се сретнам со татко ти. не вели така бе, мајко. Дај Боже за секогаш да си со нас. Ах, синко мој. Добре, дојде бето. Нека е со помин. Благодарам, Пусат. На добро нека е, што е работата? Хаки ни додели иста работа и мене и на Балтазар. Знам, Пусат. Тој што ќе ја заврши работата најдобро, ќе биде еден чекор понапред во однос на покровителството на Истанбул. Треба да искористиме оваа шанса. Ние почнавме да работиме на случајов. Но Балтазар ни пречи уште од самиот почеток. Размисли ли околу понудата? Размислив. Прифаќам. Ќе признам се што рековме дека сте го направиле вие. Не знаев дека ќе биде волку лесно. Жалам што не успеав да те претепа. Не мисли дека се плашам да умрам од твоите раце. Понудата ве прифаќам поради други причини. Какви причини? Јас сум најголемиот терорист од земјава. И сакам ова да го слушне секој. Чекај. Почекај. Не ме удирај по лицето. Што се случи? Не е многу важно. Една мала работа што требаше да ја довршам. Сигурен сум дека си ја докречил. Може и да се каже. Првин, кажи ми, требаше да се видиш со Бунјамин како каса за Советот. Се видовме. Ама не добив јасен одговор. Имал некакво двоумење. Чудно користиш убедливи начини. Зарем би имал храброст да те одбие? Знае колкава потреба имам од него за Советот. И тој го знае ова. Сакам јас да се видам со него, да видиме каков му е план.